денес во Делчево беше одржан состанок во организација на Регионална центар за управување со кризи, Дирекција за заштита и спасување со институциите од подрачјето на општина Делчево одговорни за превенција и заштита на појава на пожари на отворен простор. Состанокот беше организиран со цел запознавање со состојбата за заштита од пожари од отворен простор, увид на минатогодишната состојба со пожарите на подрачјето на општините Делчево и Македонска Каменица, потоа да се направи еден увид на оперативните планови за заштита на шумите од пожар на јавното предпријатие Национални шуми Голак Делчево, односно спроведување на нивните оперативни мерки и превентивни мерки за заштита на шумите од пожари и состојбата со силите на заштита и спасување од пожари на надлежните субјекти и нивната подготвеност за локализирање и гаснење на пожари на отворен простор на подрачјето на општините Делчево и Македонска Каменица, и врз основа на тоа исто така извршивме анализа на извршените подготовки и материјално-техничка опременост на надлежните субјекти кои се одговорни за интервенција на пожари на отворени простори, а исто така беше разговарано и за други прашања од интерес на заштитата од пожари на подрачјето на општините Делчево и Македонска Каменица. Беше направена анализа на минатогодишниот пожар кој се случи на територијата на општина Делчево, односно пожарот на планината Средна, кој предизвика доста големи штети на нашето подрачје, и на тој пожар, согласно податоците од јавното предпријатие Македонски шуми, вкупно опожарена површина од 2288 хектари шумска површина и опожарена дрвна, изгорена дрвна маса од 230.987 метри кубни, при што е причинета директна материјална штета на шумско земјиште од 527.778.438 денари. Односно, тоа е само површина, тоа е само штета предизвикана на шумска површина. Исто така во тој пожар имаме изгорени одредени живеалишта и објекти, односно шуми, плевни и вили, кои исто така беа пријавени од страна на населението. Согласно состанокот кој беше денеска организиран, произлегоа некои заклучоци и мерки кои е потребно сите институции да ги преземат со цел намалување на штетите и на последиците од пожарите на отворен простор. Односно, предвидено е Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство во разговор со земјоделците да ги информираат за опасностите и штетните последици од палењето на страништата и чистењето на нивите по пат на запалување, да се врши информативни разговори со сите земјоделци кои поднесуваат документи за субвенции, со цел да се подигне јавната свеска и населението. Јавното предпријатие Македонски шуми да, согласно нивниот оперативен план за заштита од шумите на пожари, да ги спроведе превентивните мерки кои се насочени кои се предвидени во тој оперативен план, односно прочистување на шумските патишта и правење на процепи, исто така и набавка на потребните материјално-технички средства, возила и ресурси со цел да се зголеми ефикасноста на шумското стопанство при интервенција при појава на шумски пожари. Исто така, другите институции кои се вклучени во превенција и заштита на шумите од пожар да преземат одредени превентивни мерки, односно вршење на патроли од страна на шумската полиција, Државен земјоделски инспекторат, гранична полиција и полициска станица Делчево. Екипите кога им се на терен да вршат превентивни разговори со населението и едукативни разговори со цел да бидат запознаени за штетните последици на појавата на шумски пожари, исто така и за казнените одредби, односно казните кои се предвидени во законите за заштита и спасување, Законот за земјоделство и шумарство и исто така и кривичниот законник.